вие велите за себе, каков сликар сте? Многу тешко да се види себе си однадвор. Значи јас живеам во себе, значи во ателието, кога се влегува во тој простор ликовен свет, веќе се забораваш како личност, туку си е дел од една поголема целина, како што е ликовната уметност. Често пати велам, кога ме прашуваат што чувствуваш или како, тоа веќе нема вербално објаснување. Тоа треба само да се доживува. И фала Богу што не мора секогаш и со зборови да се објаснува. Тоа е една прекрасна магија, би рекол. Уметноста веројатно го има и тој епитет на магија, на магичност. Ве држи ли таа магија уште, како ќе се сетите од почетоците до денес, исти интензитетот? Ја мислам дека денот ми е многу краток и животот ми е многу краток, за да потполно ние кажуваме да се изразуваме во ликовната уметност. Многу мои колеги сликари се бават со други медиуми, со вајарство, графика. Ја морам да ви кажам дека чувствувам дека имам премалку време само за сликарство, а камоли за другите медиуми. Значи, уште мислам дека сум во почетокот на творењето. Какви беа почетоците, каква беше тогаш културната сцена кај нас, македонската културна сцена, кога почнувавте, каква е денес? Може да направите некаква споредба? Секако. Па после дипломирањето ние живееме во илузија, додека си како студент секогаш си против се и се што. Знаеш, сакаш да се наметнуваш со тоа дека си контра на она реалност. Но за да се има алтернатива на таа реалност, мора самиот да действуваме. Ја се сеќавам дека во мало место кој што е гостивар или обично нема волја или желба за уметност. Тоа се мали простори каде уметноста не се храни во тие простори, но ја не барав оправдување, јас се работев, значи ова професија го сакав, значи имав љубов. Не беше само професија, имаше нешто што те води, а не знаеш што. Значи еден флуид, една сила, божествена сила што те носи да се бавиш со нешто што никој нема интерес. Значи тоа беше една енергија што нонстоп ме држеше и до ден денес ме држи. Посткомунистскиот период, значи имавме сиви објекти, мрачни објекти, некои нови архитектури со делови, да кажем во еден објект, во една зграда имаше сувишни делови, значи кога сакаш да се покажува некоја сила, надмоќ на бетонот, на железото и така натаму. Во ликовната уметност сме имале јаки сликари во тоа време, значи Петар Мазев, стварно имавме и уште имаме добри сликари. Значи Македонија, ако може да се пофали, тоа е дека имаме јака, силна ликовно творештво. Но не сме имале општествен преголем интерес за развој на поднебје, пошто беше транзицион период, значи од комунизмот, значи на еден систем на владење во еден капитализам. И во тој период постоеше и анархија, пошто барање во нови вредности општествени треба и малку време да се сталожат. Така и треба и за естетиката. Но у последно време гледам голем напор за развој на ликовната уметност. Ние сме сведоци на многу проекти кои изразуваат ликовната култура, каква таква ние. Значи има огромен напредок. Јас се надевам дека нема да престанат. Сега имаме и откуп на дела, на ликовни дела на сликари. Имаме доста скулптури низ градот, можеби сме едни од водечките во регионот, што морам да ви кажам како мал народ повеќе имаме шанси преку култура да се афирмираме, него преку други дипломатски сили. Нашата земја е мала за да има сила во тие светски политички игри. Ние сме силни во, да кажеме, во културата, пошто овој реон ги доживел сите културни вредности од сите општества, од сите империи низ историјата. Значи, тој факт мораме да го искористиме и за да го покажеме Македонија во висинско светло, а тоа е културно светло. Имате многу изложби надвор од Македонија, преку 200 изложби во многу познати центри, големи градови, така натаму. Како ги доживувате тогаш вашите дела? Кој е оној центар, град, место кој што, да речеме, ви предизвикал најбурни реакции, каде сте се почувствувале најдобро? Многу интересно првите патувања во светот, не имавме како млади големи илузии дека кога ќе се одиш во западниот свет и сите ќе се чудат со тебе, со твоето творештво. Значи и таму е голема борба за пренесување на собствената ликовна вистина. Но морам да ви кажам дека мене ме изненадено од
Мој ликовен јазик беше прекрасно прифатен и во Њујорк, и во Париз, па сега во последно време и во Азија, значи во сите континенти мојот ликовен јазик го нашол таа универзална нишка, иначе боите се боите на човечкото, на човечката цивилизација, црвена, жолта, сите тие спектри на бои се сепак универзален јазик, но многу е битно да си оригинален во уметноста. Ја често пати полемизирам со моите колеги кои сакаат да имитираат некоја западна култура, западна естетика, што нема врска со нашето реално доживување на просторот и времето во кој што живееме. Јас сум многу реалистичен, јас си почитавам себе си и сум искрен према себе прво, значи сликам толку тоа што ме воодушевуваат мене како ликовен израз во овие простори, него другите ликовни изрази во светот. Тие живеат во тие простори со различни естетски искуства, така што моето створештво стварно морам да ви кажам дека е прифатен. Често пати ме викат, можеби сум еден најповеќе што се презентира. Не се наметнувам јас за нив, туку сегош имам покана за изложба. Ако пример реализираме една изложба во Њујорк, следува уште 2-3 изложби во Њујорк. Значи светот не те признава приватната желба, туку она што го имаш како понуда, како продукција ликовна. Ја мислам дека таму ја напредов само поради мојата оригиналност. Не можете ние од Македонија да продаваме естетска филозофија на отуѓеност на германецот кој стварно го доживува. Кај нас ликовните уметници уште живеат од, да кажеме, пензијата од дедото, платата од татка си, значи уште го имаме тоа патријалниот љубов што е прекрасен. Значи западниот свет е по, да кажеме, брутален, значи по отуѓен ние што велиме, ние не можеме да го. Тоа е лага, значи уметникот се лаже прво себе си да се пренесе нешто што не го доживуваат. Ја некој што велам подобро да се слика оно што го стварно доживува нашиот реален сликар. Во Америка пример е многу призната мексиканската наива, сликарска наива, пошто е искрена, чиста, ликовна и уметничка, значи не имитација, не мимикрирање на некоја туѓа естетска вредност. Ја мислам дека и тоа е мојот напредок или што велам јас, што ме повикуваат често пати моите колеги некогаш можеби злобно така, само ти одиш, но што да им правам, ме викат. Така, работите како професор, што ги учите вашите студенти? Може ли сликарството да се научи? Не, дефинитивно не. Може да се дадат определени информации, ние велим тоа е занатскиот дел. Тој занатски дел може да се учи и без професор, и без институција, но бара повеќе време. Единствено што нуди универзитетот, факултет за ликовната уметност, е информациите што повеќе да дојдат кај студентот. Значи, начин на користење на боите, програмата, ние велиме силабус, од прва година до 4-та година, што сакам со студент да постигнам, но најголема работа е она што ние професорите најтешко, значи да го направи студентот да биде уметник. А да биде уметник, стварно би требало да дадеме повеќе од тоа што е занеско. Ја повеќе трошам време со зборување со студентите, објаснување што е уметноста, никогаш не вложувам напор да ме имитират. Значи, сегогаш сакам оние сами да дојдат до таа вистина ликовна, не ја да им наметнувам. Често пати се слушаат студенти да личат на професорите. Значи, ликовната вистина на професорот се пренесуваат на студентите. А мораме да знаеме дека секој студент е посебен свет, посебен живот. Ние велиме, еден човек е единствен, нема друга копија на тој човек. Значи, и на студент велиме дека вие сте единствената личност што постои и морате вие да докажете дека тоа што се е ваше. Ја им помагам на студентите да бидат своји, не да пренесат мојата вистина, туку да бидат нив. Тоа е помашна работа, бара повеќе време, резултатите не се гледат, од тие бара повеќе време за да дојде до ликовен јазик. А многу е полесно да се даде определена ликовна задача и тие ќе реализират исто, слично со моите коректури, се ќе видат како што треба и одма имаме резултати. Но постава имаме драма со студентите. Оние кои ќе завршат веќе го немат институцијата и веќе се губат. Значи многу е битно педагогот да го ствара тој студент каков што е, со таков сензибилитет, али да му помогне да не забега тамо кај што не треба. Затоа ние имаме такво искуство што можеме да им помогнеме побрзо да доаѓаат студентите во нивните идеи во уметноста. И за крај, на што работите во моментот, што е тоа што ве преокупира? Сега се спремам за изложбата во Њујорк, значи ова е 10-та изложба во Њујорк и се обидувам сега нешто и поголеми димензии, порано сум однесол, да кажем, најголема димензија ми било до 2 метри, сега ќе се обидам нешто уште плюс квалитет да однесам таму.